Ке немам усвојување на записникот претходната. Значи, отвараме претрес по дневен ред, предлог одлука за определување на еднократна помош на опожарено семејство во општина Шутор-Изак. Пред да го усвоиме предложениот дневен ред, дали некој бара измени и дополнување на предложениот дневен ред? Не. Бидејќи никој не бара измени и дополнување на предложениот дневен ред, истиот предложен дневен ред од првата точка, предлог одлука за определување на еднократна помош на опожарено семејство, поставам на гласање. Кој е за? Констатираме дека е едногласно усвоен од присутните број на членови. Отварам претрес по првата точка, предлог одлука за определување на еднократна помош на опожарено семејство. Бидејќи ова беше итна и вонредно, нели? Комисијата за општествени дејности заседаваше пред малце или како беше вчера? Вчера заседава. Повелете. Дојде на лице место со комисијата таму и прегледавме на лице место таму што се десило. Таму нема ништо, само зидови, све изгорено, по кухнината изгорена, кровот изгорен, само голи зидови. И направивме и снимки, ако сакате да ги видите. Имаме и слики на телефон да има, ако сакате да ги видите. Значи, луѓето се во голема неволја. Ми треба голема помош. Треба сите граѓани од Шутор-Изак да се солидаризираат со нив, за да им помогнат зашто се зимски услови. И ги молам сите граѓани, ако меѓу ме се праќа, да им помогнат на овие луѓе, зашто овие луѓе се во голема неволја. Предлог на ова комисија е од општината, зашто буџетот на општината од Советот на општина Шутор-Изак е да биде 30.000 денари ова еднократна помош. Добро, мора да истакнам дека во многу брзо време реагиравме, добро е што реагираме веднаш. Ја дури сакав телефонски да ви сконтактирам председателя за седмицата, дури сакав недела навечер или вчера од сабаре да почнеме, да можеме да им излеземе во пресата. Како што кажи председателот на комисијата, дека 100% луѓето се опожарени, ја лично бев таму, ја видов состојбата. Сега е време да покажеме хуманост и ние советниците. Ке беше многу добре, ке беше многу пријатно да беше тука градоначалникот да даде своји коментари, да инициира нешто, не само од општината и други фактори кои што се обзетост. Меѓутоа, оваа смешна сума која што ја определи комисијата, навистина е премногу потсетувачка. Сметам дека тоа што се случи на луѓето е многу голем стрес, е многу сериозен проблем. Јас мислам дека, не знам, не се произносевте и вие, председателе, мислам дека најмалце 100.000 денари, најмалце да им се даде, затоа што кога може да се организираат ручеци и секакви други трошоци на општината, па сега треба да се покажеме колку сме хумани. А во спротивно, ако имате некој коментар дека буџетот е ваков таков, јас и тука нема да навлегам. Ќе сакам да ве замолам сите 19 советници да се ослободиме од идниот паушал, сите и градоначалникот. Според мене, буџетот во врска со неговиот буџет, неговиот личен доход е колку 7 плати на еден советник. Па и он две плати свој нека се ослободи и ние што сме тука, целта да бидеме колегијални, да им излеземе на пресед на граѓаните, затоа што сега е моментот кога ние, како избрани функционери на ова локална самоуправа, да покажеме доблес дека пред се хуманста човекот е невработен, со деца, да не даде Господ никој да не снајде ова. Јас сум најмалце да определи општината Шутор-Изак буџет до 100.000 денари. Значи тоа е многу малце, меѓутоа за старт е толку, доколку сакате нешто сосема, трето имам и друг план. Да се дискутира со некоја фирма за градежни материјали, да не им дадеме пари на луѓето, нека направат некој зафат таму градежен, па ние фактурно, дали на рати, дали ќе го исплатиме тоа со, не знам со какви методи или со средства или нешто преку таа градежна фирма. Ја ве замолувам да бидеме хумани, најмалце 100.000, а по можност и 200, да им помогнеме да останеме запаметени како совет кој што е премногу хуман и кој што не е егоист. А не сакам да чујам коментари од типот немаме буџет или не сме во можност. Тие коментари ќе ги слушнеме на некоја прилика на која ќе се организираат ручеци, свечености или некакви доделувања. Благодарам.
Благодаря на вашето изсърпно излагане. Господин Медени, повелете. Втори имаше Сембер пред Иляза. Да, запишем имя. ти си на пет. Кратко да му отговаряме, господин. Како председател на комисията, повелете. Ова мислене беше на комисията. Моето лично мислене не стои да ви. Ако може да им се прави куча, моето лично мислене. Ако може, јас се откажувам од 2 паушала. Од 2 паушала се откажувам. Треба да им се помогне на луѓето, но тоа е мислене на комисијата, толку се во можност. Разбираш? А моето лично мислене, јас се сложувам со вас. Благодаря. Сложувам со вас. Благодаря. Бидејќи господин Медени не е тука, повелете господин Сембер. Господин Сембер, повели. Јас. Почитувам председатели, почитувам колеги советници. Ние не сме ништо против да има пари да се спомнат било. Пошто ние не започнахме, предходната опоздарена куча исто решихме 30.000. И мислам дека да не бидеме за некого татко, за некого очу, убаво предложи комисијата 30.000, нека се тече ова година, па драге друг пат, кој ќе има пари. Пошто нас не фаќаат луѓето горе, како може за ова толку, како може за ова толку. Ние сме во момента советниците, највише, затоа ја предлагам исто 30.000 долари. Благодаря. Повели господин Медени. Можете после... Сакам да се ова, ако може, ова акција, пошто буџетот е тој, одлуката е таа, 30.000 денета му се даде. Јас би сакал да му се даде и 300.000, и 3 милиона, ако сакам да му се направи. Но, меѓутоа колку се носите? Толку. Јас сакам да предложам само да се ова акција малку прошири и да речеме не само во парични средства, да се прошири, сега да ни се потребни силови, налишта и други вид на помош, ако може да се организира нешто. Па токму така и ја сум во границите на дозволеното, колку е можноста на општината, меѓутоа ја би сакал да ги анимирам и граѓаните, што ние сме солидарни луѓето и во некоја стапка сите сме наши. Начинот на собирање тие средства да оформираме дали од општината или дали од СНФ, ја мислам дека предност им давам од општината, советниците, има некоја комисија кој ќе, не знам дали ќе биде примитивно да ставиме некои овие, кажи ги, сандачиња, па да пуштаат колку ќе им е можноста на граѓаните некој денар, или па и ова колегата Дишо предложи да се ангажираме кон тие фирмите кои имаат можност да не оди преку некоја жиросметка или ова, со фактура, тоа што ќе ги доставуваат материјалите, да се плати од таа комисија што ќе ја формира дали Советот или од СНФ. Благодаря. Чест ми е сите да ме поздравам. Ја не сум против овие средства што треба да се додадат. Една работа. Проблем е да, бидејќи во календарската 2016 година предвидени се толку средства, да кажам 300.000 денари. Од тие 300.000 денари, тек сме на почетокот. Како ние ќе ги потрошиме и ќе ги реализираме тие 300.000 денари, има проблем. Сега настанува уште во текот на почетокот на оваа година, колку средства може да се одвоја од таа средства, од тој лимит што го имаме, ние 300.000 денари. Да кажеме, можда април месец ќе има некој проблем. Што ќе правиме ако ние сега ги дадеме тие 300.000? Ние како општина, дали на тој проблем може да излеземе на сусрет? Не може. Јас сум, например, сите тие 300.000 и јас сум нагласам да ги доделиме, бидејќи сварно на луѓето тие средства им се потребни. Сега, Комисијата за општествени дојности, ние се собравме и како лани, што донесовме одлука за одредени проблеми што ги имаше тие пожарени, донесовме одлука по 30.000 денари. Ај сега да донесеме по 50.000 денари. И тоа е многу за нашиот буџет, затоа што календарската 2016 година изискува уште повеќе трошкови, бидејќи од тој буџет
На нас не се планирани плюс за социјалци, за овие што се нема кој да ги сахрани, за бутел, па овие што имат кои ни народни, тој буџет не е. Како ние тој буџет ќе го реализираме, да кажеме во септември предшколска година на тие новите ученици? Дали нешто ќе им земеме, нешто ќе им дадеме? Нема шанси. Затоа што ако ги дадеме тие 200.000, 300.000 сега, ќе имаме додатен проблем ние општината. Па вие одлучете. Јасно, ние донесовме одлука да се помогне на тие луѓе. А ние како советници, накнадно, дали ќе земеме, ќе направиме некој буџет со народот, со ние поштабови, со комшиите, дали ќе одиме, ќе побараме со одредена цел конкретно да им се помогне на тие луѓе. Тоа е друга работа. Ама сега општината донесем, мислам, толку е, лани дадовме 30.000 и ова година исто да биде 30.000. Ама ако може тоа да се дигне таа цифра, например, повеќе да биде, да кажам, еве, повеќе, логично е, по логика, да биде 50 до 60.000. Ама ќе не остане уште одредена сума, ама ова е календарска година почеток. Сега ние треба и да апелираме до сите очи на џамиите тука во петокот и да се соберат за таа фамилија пари. Треба да им, ако може оние знаат таа работа, но ние треба и да апелираме до нив. Ето како медиум апелирам до сите очи, до сите џамии. Без врска каде се наоѓаат тие џамии во областта на општина Шуто Оризаре, да соберат пари, за да се помогне на таа фамилија. Зашто навистина се во тешка се стави. Жалам што морам да реплицирам. На почеток најдов на коментари кои што малце едноставно ме разочара од колегите кои што јас со мојата дискусија и они се премногу се разликуваме. Значи на стартот комисијата е контрадиктор. Комисијата вели дека премногу е голема штетата, од тука издвојува 30.000 денари. Тоа е за мене ситуација во која што не смееме ако ние имаме слика, има увид дека штетата е премногу голема, а не 30.000 денари. 30.000 денари се многу мала цифра за тоа. Второ, некои од колегите советници рекоа сандачина. Па колеги, ние не сме невладина организација или Црвен крст да направиме сандачина. Ние сме институција со буџет. Овој народ не изгласа да можеме и да им помогнеме од една страна, да им бидеме сервис. За буџетот, сите можни варијанти, пренамени, се во игра. Можеме, да сакаме, можеме. Јас не велам дека да направиме нешто што е неможно. Ние може да пренамениме. Знаете ли колку кошта еден ручек да одат 20 советници или градоначалникот со 5-6 своји соработници во некој елитен ресторан? Е толку што повеќе од 30.000. Значи, најмалце е тоа што можеме ние да одвоиме 30.000. Тоа е смешна сума, подобро да не учествуваме. Како што каже и представникот комисијата, сосема е логично и џамиите и другите фактори да влијат, меѓутоа колективноста на овој совет е многу значајна. Ја веднаш предлагам, ако има можност да се направи некаква пренамена од буџетот, доколку нема, сваќам дека доколку нема, но ја мислам дека 100% е можно тоа. Но мислам дека, како што ми беше предлог, градоначалникот според буџетот кој што го изгласавте, јас бев против него, против буџетот, затоа што не беше согласно општината и согласно можностите на граѓаните да биде изгласат. Вие сите го изгласавте без никаква корекција. Јас ќе ве замолам, доколку сме во можност, да му се обрати председател до градоначалникот. Во рамки на неговиот буџет има можност и он, дали од својот личен доход, дали од неговата репрезентација да намали, да можеме на овие граѓани кои што се во голема семејна трагедија, знаете како е, коров нема луѓето, зимни периоди, нема ништо. Значи, обично физичко лице и некоја фирма може да добира 10-20 денари, а не е локална самоуправа, единствена ромска во свет. Значи, ако крајно не сме во можност, повеќе од 30.000, веднаш градоначалникот, неговиот буџет да го активира, да пренаменува или, доколку и тука не е во можност, ви реков повторно, неговиот личен доход е како 7 советници што примаат плата. Така е израчунато. Затоа ве молам да му се пренесе од учество сите ние 19,
дадеме поеден поушал, да покажеме дека ние сме хумани и дека сме пред се совесни. Рационалноста да можеме да пристапиме према народот како што треба. Не избраа за ова, не избраа да одиме поручеци и да се представиме дека сме ние советници. Ние сме тука да ги браниме нивните интереси. Се извинувам што можеби премногу ви личи ова на не знам што. Меѓутоа, барам од вас да бидете малце посовесни и да може да ме поддржите во ова. Не само мене тук и председател, да бидеме колективни. Барам колективни да бидеме во овој дел. Благодарам на вашето излагање. Ќе си дозволам пред советниците, значи да кажам два збора. Тоа се поред доследот имавме споменам ова работа, ви гледам дека сте конструктивни, сакате да помогнеме. Комисијата го кажа мислењето од терен како е фактичката состојба, и исто така комисијата ја каже и фактичката состојба на исплатата на општина. Значи, еден од советниците нагласи дека не можеме да бидеме на некого татко, на некого очу. Можностите на општина Шутово-Оризари, на советот, значи градоначалникот има свои посебни стапки каде ќе помага и како ќе помага, меѓутоа советот на општина Шутово-Оризари е должен во рок од 12 месеци да помага на други 15.000 жители. Јас сочувствувам со таа несреќа што се случи, не дај Боже да се случи на никого. Меѓутоа, границите на функционирањето на советот се за жал во такви можности. Вашето излагање е во ред, меѓутоа многу ми личи на политички маркетинг. И многу е лошо ние тој политички маркетинг сега на нечива несреќа да сакаме тука да се истакнеме и пред советот и пред камерите и пред тоа. Јас само ќе ви напоменам дека не пред 2 години, исто во ова време се случила несреќа во Циглана, која е соседна на општина Шутово-Оризари. Општина Шутово-Оризари се одрази, советниците се откажа од еден паушал, меѓутоа кои советници? Советниците на Сојузот на ромите и на ДУИ, друг никој. Значи списоците стојат, луѓето што ги добиле парите знаат кој помогна. Значи ние точно знаеме колку помагаме и како помагаме. Многу е лошо вашиот пристап во тоа што сакате да направите политички маркетинг од една несреќа. Тоа е моето лично мислење, таков печаток ми оставате во овој момент. Меѓутоа во ред, ваше е правото да се произнесете пред советот, ние сме должни да го слушаме сето тоа што вие ќе го кажете. Меѓутоа реалната одлука е што утре ние можеме да имаме опожарени куќи 15, не дај Боже. Што ќе направиме како совет? Нашите можности и, како се вика, завршните сметки кажуваат толку може оваа општина, толку и се можностите, толку и се пари. Како луѓето, значи советниците како луѓе, можеме да се активираме како ќе се договориме, дали по џамии, дали по граѓани, дали по фамилии и така натаму. Моето лично размислување е, и ќе апелирам, значи и до вас, и до сите други колеги, да размислуваме конструктивно за сите граѓани. Не само за поединечни граѓани и да не правиме политички маркетинг. Оваа седница ја свикавме не ради тоа што ние сакаме да направиме политички маркетинг или да се фалиме. Оваа седница ја свикавме затоа што ние опрска да ја свикнеме. Затоа ја свикнавме и можностите наши се тие. Значи тоа го знае и народот, тоа го знаеме и ние. Не можеме ние нешто да направиме затоа што не сме спремни да го направиме. Јас жалам што ви мислите дека јас правам политички маркетинг. Вие знаете дека од 2013 август месец јас сум тука како независен советник, избран од народот. Како советник, ниту па овие луѓе кои што имаат проблем со куќата, со пожар, ниту ми се родини, ниту ми се нешто близко. Мојот апел е да можеме да покажеме поголема солидарност. Меѓутоа, ако вие мислите дека јас ја користам тука дискусијата, добро, вие можете да се замислите. Меѓутоа, јас тоа не го правам поради лични политички причини, ниту сум председател на партија, ниту сум член на некоја партија. Јас сум овде избран независен советник. Не сум ја тука партиски да дискутирам. Ја тој дел не го знам, затоа што вие не се произнесовте пред советот. Има записник, да ја записникот не видов до сега да кажете ја. Ќе ви го донесам записникот, ќе ви го донесам, може чувам. Има. Мене меморијата не ме држи, може би се произнесам. Не произнесовте. е проблем, може, поради Познавајќи ја структурата од која дојдовте како советник, знам дека сте политички представник. Да. После тоа имам записник лично, кај што јас се повикувам дека повеќе не сум член на ниедна партија, повеќе сум независен советник. Може би. Ако вие мислите премногу грешите, ако мислите дека јас сакам тука, ниту претендирам, ниту сакам. Мојата цел е да апелирам,
подигнам духот на хуманоста кај колегите, да можеме заеднички, а не реков, да даде овој да колективно заедно Советот, градоначалникот, да можеме да излеземе во пресек. До сега благодарам што ми дадовте збор. Дел од мојот предлог, што јас ќе го кажам, веќе вие го кажавте. Значи, јас предлагам, ние сме 19 советници и сите сме засегнати со оваа ситуација и нели сме се определиле за народот. И луѓето се еден дел од тој народ кој живее во нашата општина. Јас предлагам после овој состанок да останеме, после оваа седница, да останеме, да одржиме состанок и секој од нас од советниците да се групираме и да одиме од врата до врата, не е ништо срамно, ние да собереме минимални помоши, на луѓето им треба и финансиска и материјална помош. Луѓето се без никаква одлика, ние како комисија тоа го видовме. Живеат по соседи, така да привремено барем им обезбедиме, ако не друго, секој од нашето семејство би можел да даде едно парче облека, но овие луѓе нешто да им се однесе. Исто сакам да додадам дека секој од нас би можел да донесе, ние нели доаѓаме секој од некои таму улици каде што сме и што ги представуваме, да донесеме по една влијателна личност, која што има влијание над граѓаните, односно која што ја почитуваат граѓаните таа личност, секој од нас да донесе по една личност и со сите во групи да се поделиме, ако бидеме 40 во 10 групи, за 2-3 дена, колку што можеме да собереме на луѓето. Чорапи. Во овој момент на луѓето се им е потребно и го немаат луѓето. Мислам да започнеме со нешто минимално, па да одиме, можностите на терен ќе ни покажат друго. Не е ништо крај ние да бараме и финансиски средства, најминимални од граѓаните кои што може да даде, и апелирам дека не можеме никого ние да натераме или да предлагаме да тој од своите пари дава на некого. Едноставно го оправдувам предлогот што треба ние како советници да дадеме финансиска помош, се согласувам со тоа. А во нечие име не треба да кажеме дека тој треба да дава или не треба. Ќе поминуваме низ куќите, кој колку може да даде тој. Јас замолувам после оваа седница сите да останеме и да се договориме и оваа наша засегнатост моментна да ја претвориме во една теренска работа. Благодарам. Сите вака на јавно знаеме да се чукаме по градама, кога ќе треба да се оди на терен и да се помогне, ги нема ниде. Сакам да потенцирам никој да не добива некакви поени на туѓа неволја. А што се однесува до надела, се согласувам и ја поддржувам и сум за тоа да им се помогне на луѓето. Па излагањето на нашиот председавач сосем ми ги прочита мислите. Ја неќам да се цитирам со неговите мисли и затоа само едногласно ние ова седница се собравме конкретно само за да им се помогне на овие опожарениот народ. Да може да му се помогне. Како ќе се помогне? Кој е начинот? Која е постапката? Ќе се договориме, еве спомна Надира. Ја мислам само да покажеме интенција да му се помогне на тој народ. А начинот колку, како, што, колку ни се можностите. Сега не можеме ние, ја можам да кажам 5000 евра, а да имам 5000 евра, јас инкогнито би ги зел тие пари, у джеп би му ги ставил, без име и презиме, за да се заврши човекот работа. Благодарам. Советот на општина Шуто Ризари. И Советот на општина Шуто Ризари има 22.000 жители. И сме равноправни за сите. Првата доделена помош донесена од Советот беше 15.000 денари. Таа беше донесена 2009 година кога ние дојдовме. Пред тоа не се даваше ни денар за овој народ. За вакви случаи. Се даваше од Црвен крст, поминати алишта што ги носеа, секем хенд од втора рака. Откако дојдовме 2009 донесовме 15.000. Установивме дека е малку и го покачивме тоа на 30.000 денари. Меѓутоа разберете на конструктивноста на работата на Советот према граѓаните. Немаме потреба со кој да се координираме ние од финанси. Можностите за буџетот се тие. Вие како советник треба да го имате буџетот пред вас. И да знаете дека нашите можности во овој момент се одредени за тие граѓани да се дадат по толку. Благодарам на вашите исцрпни дискусии. Комисијата за општествени дејности ја констатира штетата за жал. Советот на општина Шуто Ризари
како и за сите други граѓани, така и за овие можеме да помогнеме со 30.000 денари. И истата точка ја ставаме на гласање. Кој е за? Значи констатираме дека е едногласно усвоено од присутните број на членови. Бидејќи дневниот ред е истрпен, ја затварам оваа вонредна седница на општина Шуто Илинден.